Добро ви утро, секое утро. Големи поздрави од мене до сите вас, почитувани кои што не следите во вашите домови. А сега во овој дел од нашето студио, низ нашата утринска програма со наши гости. Јас ќе им кажам добро утро од танцовиот клуб Аква клуб на Емилија Достинова и на Ивана Стратрова. Да. Така, малку специфично интересно презиме. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и добро ве најдовме. Драго ми е што ќе имаме можност да поразговараме за она што Акваденс го понуди ова лето, кои беа вашите активности, како се радуваат дечињата. Меѓутоа ќе зборуваме за она што и сме ова утро тука, за тоа дека танцовиот Акваденс танц клуб е отворен и за нови членови. Меѓутоа тоа ќе позборуваме нешто малку подоцна, со оглед на тоа дека сакам да прашам како измина летото за вас. Ке имаат можност и гледачите да погледнат интересни видеа, како секогаш кога ги гледам дечињата како танцуваат, се велам секоја ческо и вака ги научи. Еве кој. Како помина летото? Летото помина со одмор. Имавме и активности, имавме летни часови, но им дадовме шанса на деца малку да се одморат летно време, за да можеме да почнеме со полни сили сега од средина на август, бидејќи ни почнуваат припремите за светското првенство што ќе не биде во Словенија. Тоа е многу една убава и одлична информација. Да. Меѓутоа, еве, да, летото секако дека мора да се одморат дечињата и од училишните уврски и како ваши членови во вашиот танцов клуб. Меѓутоа, секако дека имавте и настапи. Ние ќе погледнеме видеа кои што ги имавме подготвено, ќе зборуваме и за нив. Меѓутоа, ќе ја прашам и Ивана, кој е твојот удел, да кажам вака, во овој танцов клуб Аква? Мојот удел во танцовиот клуб е најпрво како танчер, што од многу мали години, а секако сега и сум инструктор, благодарение на Емилија. Моментално држам неколку детски почетнички групи и исто така држам и нашата кепоп група, која што моментално е имаме јуниорска кепоп група за помали и за сениорска. Ајде малку да појасниме за ова што сега го споменавме, K-pop група. Што поточно значи тоа и за како вид на танц станува збор? Вака, моментално се многу популарни кей-поп песните, значи тоа е корејска поп музика, која што е дефинитивно многу популаризирана. Па во очињата и наликуваш натаму на тој дел. Да, имам многу коментари. Да, нели? Да, моментално е многу популаризирана помеѓу младите особено, тинеџери кои што често се случува да слушаат многу таква музика на дневна база и кей-поп музиката е позната и по нивните танцови затоа што за секоја песна има кореографија. Тука децата искажуваат многу голем интерес спрема танцот и они сакаат да се дел од таква група и они сакаат да се танчери како идолите што ги гледаат секојдневно, па така ние решивме да отвориме една кей-поп група што ќе им го понуди тоа. Кога зборуваме дека имале голем интерес, интересот беше голем и од твоја страна, што сега еве дојдовме и до позицијата инструктор за овие танци. Тешко ли е? Има ли некои техники кои што треба да се совладаат? Нормално е, да, нормално е да има техники, нормално е да мора еден инструктор да познава, да ги познава основите на танцот, основите на стрит танцовите, на хип-хопот и сите останати стилови кои што постојат како хип-хоп, под хип-хопот. Еве гледаме неколку и фотографии додека ние зборуваме нели за Акваденс танцовиот клуб. Но твојата желба, од каде баш токму за нешто вакво? Мојата желба е уште од мали години, најпрво за танц општо, а потоа кей-попот ми стана дел од животот затоа што и јас почнав да одам во тие води, јас почнав многу да слушам, нормално поврзано е со танц, танцот ми е огромна љубов. Заедно со кей-попот поврзано е некој стил што навистина го сакам и. Како те одржува танцот во секојдневието, во текот на животот? Колку е важен танцот за тебе? Многу е важен за мене. Најпрво физички е многу важен, затоа што ме одржува во една форма, во постојана кондиција и од друга страна и
ментално е многу здраво за било кој човек, затоа што е нешто креативно, нешто интересно и секако се запознаваат многу пријателства, се градат од танцот и од сите членови што не обкружуваат секојдневно. Така, Емилија, ги забележуваме вака талентите кои што ги имате во вашиот танцов клуб, а им давате простори на ваков начин да се доискажат и да си продолжат понатаму и како инструктор сега по овој вид на танца што го споменавме, да не погрешам нешто. Кажи ми, еве, во овој момент ги гледаме фотографиите, само да искоментираме зошто да не и да потенцираме кога се и зашто конкретно се работи, затоа што гледаме дека имаме освојувано награди, прво место, дечињата колку се само радосни кога танцуваат, веднаш се забележува на нивните лица. Колку што гледам фотографиите со повеќе настапи, повеќе надпревари, бидејќи сме ние доста надпреварувачко танцово студио. Да. Со многу освоени награди. Ова конкретно сега се мајките наши, пошто имаме група на мајки. Одлична идеја. Ова е од снимањето на новогодишното видео. Да, многу се активни, исто и доста популарна и таа група сега моментално кај нас. Браво. Ова е завршен концерт, така да доста сме активни како студио, имаме доста настапи на светската танцова сцена, имаме настапи на превари, не само во Македонија, туку и надвор од Македонија. Еве гледаме тука над Ова е од светското првенство хип-хоп, тука сме бронзени во хип-хоп бетл кру за деца. Ова се настапи, значи како што реков, доста сме активни како студија. Ова е нашата представа која што беше одржана во Македонска опера и балет под наслов Приказна за животот. Не, извини, така беше? Да. Приказна за животот. Да. Која што беше на музика, да, беше на музика од Лепи Сол. Да, ова е надпревар во Нови Сад, каде што имавме доста забележителен настап и земавме второ место во генерален пласман, значи од целиот надпревар кој што траеше 3 дена. Со нашата кореографија учиме Мајко Кареме, исто на музика на Лепи Сол. Еве гледаме и видео во моментов, не само фотографии, како се тоа изгледа од таа кореографија и на следни 3 исто надпревари исто зема гран при награди со оваа кореографија, која што е на нашиот тренер Елена Терзиева. Така да има многу талентирани деца. Меѓутоа тука гледам повозрасни членови на Акваденс танцовиот клуб. Имаме сениорски тим. Така. Имаме сениорски тим во кој што е член Ивана и другите наши тренери. И можам стварно да кажам дека сум многу горда на нив и пошто се многу талентирани и посветени на работа. Треба да бидете секоја чест, да. На која годишна возраст се, ако може да знам, со оглед на тоа дека гледам како се подвижни секоја им чест, но кога тренираме околу 20 години горе. Добро, браво, секоја чест и за кореографијата, она што можам да го забележам. Меѓутоа, еве, кога ние го гледаме вака сето ова визуелно и кога се воодушевуваме на сите овие танцови способности кои што си ги поседуваат младите и момчиња и девојчиња, колку е потребно време за сето ова вака да се изведе, а ние да уживаме во ова што го гледаме. И публиката секогаш, нели? Во текот на годината спремаме повеќе проекти. Имате на годишно ниво, што е она што ќе го подготвувате? Кое што не е испланирано однапред. Ово не се детските хип-хоп тимови, да, овие се нашите не знам како да кажам, најголеми амбасадори. Веднаш изнудуваат насмевка на нашите лица, затоа што само кога ќе ги погледнеме како се тие прекрасни како танцуваат, не е возможно да не побудат некои преубави чувства кај нас. Ова е конкретно надпреварот во Солун, каде што исто шампиони беа, не знам што да кажам. Ова е помалиот детски тим, така да... Во Солун бевме шампиони. Да. Браво. Да. Сега, како ги делиме? Значи, од сето ова што имаме можност да погледаме во Акваденс, на според годишната возраст и во колку групи, например, сте? Почетнички групи имаме, значи, почнуваме од најмала возраст, односно предшколска група не е најмала. И после тоа ни се детските групи, опасни се вака да кажам, гледајќи ги. До 12 години.
после идат јуниорите до 16 години, после тоа се сениорските тимови. И децата исто така ги делиме на почетници и на напредни групи. Овие што ги гледаме само ментално се напредни групи, да. А се забележува веднаш подвижењата? Да. Така. Напредните групи обично имаат и поголем фонд на тренинзи во текот на месецот. Така. Емилија, која е твојата точна улога во Акваденс? Па, јас се уште работам исто како тренер, почетнички групи и со напредна детска група работам. Да. И како е да се работи еве со деца? Со деца. Прекрасно, Кога што ги да учиме и кажам, плюс, кога повеќе од згора на 30 се, години да, го работам да ова, значи танцуваат. ми исполнува на вистина. Часовите ме полнат со позитивна енергија. Так. Секогаш сум среќна кога идам на часови, колку и да си нервозен од било кои други работи од околината, кога ќе ги видиш децава, толку. Се завршува, Да. се заборава, Да. да. Ивана, ајде малку кога ние зборуваме нели за ете има можности ти да слушнеш и како помлада тинејџерка си или Да, веќе на 22 години. 22 години не си веќе, но изгледаш многу помладо и од годинчињата кои што си ги имаш во моментов и ги кажа. До танцот. Да, до танцот, па тоа сакам и да го кажам, да потенцираме ајде уште еднаш. Еве, твоите доживувања досега што се однесува и кога си била нели во танцовиот клуб Акваденс како член, а сега и како инструктор. Што е она што најмногу ќе го издвоиш од твојата страна? Па, се уште сум како член на клубот на групите кои што вежбаат и кои што се надпреваруваат. Се уште сум и од таа страна, од танчерска страна и од инструкторска страна во исто време. Нешто што ме оддржува секогаш е љубовта за да настапувам. Имам огромна желба да сум на сцена, имам огромна желба да Што значи имаш и надпреварувачки дух? Да, и надпреварувачки дух и еве пример со представата што ја имавме, секоја кореографија си имаше своја приказна, секоја кореографија си имаше своја порака што треба да се пренесе, дефинитивно тоа ме држи да го представам тоа на публиката. Така. Сигурно дека и останатите вака размислуваат како тебе кои што се дел од Аква Денс танцов клуб и многу е важно да се движиме. Многу е важно младите да ги остават телефоните. Ние секогаш тоа го потенцираме, меѓутоа зошто да не и многу почесто. На ваков начин сигурно дека не сте многу толку со во допир со телефоните, затоа што колку пати неделно еве членовите на овој танцов клуб се активни. Ако се почетничка група, тогаш се 2 пати неделно по еден час. Напредните групи имаат 3 пати неделно, кое што често знае да биде 4-5 пати неделно, зависи од врските. Од она што го подготвувате, да. Така да сега, слободното време. Да позборуваме за она зашто ова утро и добро секако дека мора да го споменеме и вашите активности, вашите награди кои што досега ги имате добиено, а се во многу голем број, можам да замислам за сите овие години наназад. Меѓутоа секоја година ние имаме отворена подадена рака за сите оние кои што сакаат да бидат дел од овој танцов клуб, што значи дека имаме уписи и на нови членови. Ајде нешто малку повеќе да ги информираме сите кои што се заинтересирани за овој начин на уписи, како сето тоа треба да се реализира. Имаме повеќе начини, нели сега се многу активни социјалните мрежи, може да не најдат на сите социјални мрежи, и на Facebook, и на Instagram, и на YouTube, и на TikTok, сегде сме. Доволно е да пишат само Акваденс клуб. Така. Ке не најдат, може да не пишат во порака. До кога се уписите и тоа да го потенцираме? Трае цел септември. Значи цел месец септември е отворен за новите членови во кои што сакаат да бидат дел од Аква Денс клубот. Знам дека ги има во голем број. Имаме ли селекција или? Имаме селекција за напредните групи, да, најчесто деца кои што се заинтересирани, пред се од родители кои што се заинтересирани за нивните деца да напредуваат повеќе. Тоа е најбитно поддршката, нели, пред се од родителот. И обично ја вршиме селекцијата во одреден период во годината. Таа оваа година ќе биде некаде во ноември, така да за таа кога ќе биде селекцијата ќе имаме
шанса ќе имаат сите што сакаат да бидат дел од напредна група да се пријават. Инаку почетнички членови, како што реков, примаме сега во септември. Имаме две локации во аеродром, едната е во Раде Кончар на Трета Македонска, другата е зад Капитол. Може да ни се јават, да дојдат на пробен час, да пробаат, да видат како е кај нас, па да ако им се допадне, ако им се допадне да се Так. проложат и да бидат дел од нашиот клуб. Да, како Ивана. Кога Ивана, на колку години дојде во Акваденс? На 7 години. Малецка. И ден денес сме до 22-та година, се уште со танцот и сигурно дека ќе се продолжиш и во текот на понатамошниот твој живот. Дефинитивно. Посакувам многу успеси, многу награди, меѓутоа да не заборавиме и да споменеме дека се подготвуваме за светско првенство. Да. За што поточно станува збор? Секоја година има светско првенство во хип-хоп. Оваа година е во Словенија, во Љубљана. И ние одиме со неколку наши тимови. И се надеваме да видиме да го подобриме како што пласманото имавме вани. можности да погледнеме. Сакаме да го подобриме пласманото вани. Зошто да не, па и така треба само напред, Акваденс танцов клуб. Многу ви благодарам што бевте дел од нашата утринска програма. Доколку нешто јас можеби не прашав, е важно да се потенцира слободно во овие секунди и минутка размислете, за да пренесеме информација на гледачите. Јас само ќе кажам големи честитки уште еднаш за сите овие награди кои што под знамето на Македонија секако дека ги носиме тука кај нас и се надевам дека, како што кажавте, и во Словенија ќе освоите. Па се трудиме, вежбаме напорно, да. Очигледно е тоа Мора и се да ги пофалам децава, многу се активни, да. И како што кажа Ивана, љубовта кон танцот е многу важна, така да Ивана сигурно сум дека и како малецка го си танцувала по дома и веднаш се забележува, нели, и талентот. Да се видиме повторно и ви благодарам уште еднаш што одвоивте време да благодарам на поканата. Јас само имам да додадам, значи хип-хопот, танцот е една одлична физичка активност која што е пред се забавна и практично вежбаш без да се чувствуваш дека вежбаш. Така, да. Дека едноставно со музика преку движења. Да, многу е важна добра физичка активност. Физичката активност за децата и од мали нозе да започнат и како што убаво кажавме и плюс тоа со музика и со танц. Многу позабавно. Да, меѓутоа ги примамуваме со овие танцови интересни, како го кажавме ова што сега е популарно, да не го погрешам? Кей-поп. Кей-поп, хип-поп и така натаму, затоа што и тие негативната енергија ја изфрлаат, сигурна сум дека и дечињата, и тие си имаат на училиште обврски со кои што се соочуваат, имаат разни други активности, да, сигурна сум, а ова ќе им дојде како едно издувен вентил, каде што сета таа негативна енергија ќе ја изфрлат и ќе бидат подготвени за утрешниот ден со полна и убава позитивна енергија. Ви благодарам уште еднаш,